Почитувани граѓани, оваа среда Комисијата за надворешна политика на СДСМ ќе разгледува неколку модалитети за реорганизација на македонската дипломатска служба. Целта на таа реорганизација ќе биде Република Македонија да добие дипломатија каква што заслужува и каква и е неопходна за да го поврати својот меѓународен углед и европските и НАТО аспирации. За жал, последниве 9 години македонска дипломатија е во постојан слободен пат. Немаме јасна надворешна политика, а само формално имаме стратешки цели, недостасуваат приоритети, изолацијата е очигледна, а амбасадори стануваат поединци без ниту еден ден дипломатско искуство. Причината за сето ова се партиските и приватните врски кои диктираат се во македонската надворешна политика, а целта ја плаќаме сите ние во Македонија, кога ја срамат такви неодговорни политичари, аматери, амбасадори. Доволно е да се погледне само, например, нашата амбасадорка во Хрватска, за да се види колку работата е излезена од контрола. Пред неколку месеци, амбасадорката Караѓозовска, само една од оние кои без ден дипломатско искуство беше партиски наградена со највисока дипломатска функција, пред очите на македонската и хрватската јавност, ја злоупотреби својата функција за да застане во партиска одбрана на тогашната министерка Јанкуловска. Таа се впушти во одбрана на неодбранливото и прекрши повеќе членови на Виенската конвенција. И не беше само тоа. Македонската јавност секојдневно информирана за серија гафови на Караѓозовска со кои се срами себе си пред се, но и Македонија со испраќање на дипломатски ноти до медиуми, себе титулирање со нејзината екселенција и вербални напади врз македонците кои живеат во Хрватска, се до злоупотреба на државниот имот за приватни цели и парадирање по социјалните медиуми со службениот автомобил. До денес министерот за надворешни работи Никола Поповски јавно не се огради од ваквите испади на амбасадорката, па дури не ја повика ни на консултации во Македонија. Само за подсетување, порано, доволен беше еден коментар за партиските состојби во СДСМ, за владата на Груевски да поведе постапка за тогашниот амбасадор и да го отповика во Република Македонија. Се работи за амбасадорот на Република Македонија во САД. Тогашниот принцип, во кој се колнеше Груевски и ВМРО ДПМН, денеска е заборавен и за него воопшто молчат. Ова со Караѓозовска е само еден од примерите кои покажуваат дека владата во заминување ја осекати македонската дипломатија, претворајќи ја во партиско семејна мрежа на која Македонија и е на последното место на приоритети. Ви благодарам. Што ќе барате менување на Законот за надворешни работи? Дали сметате и колку амбасадори треба се повикаат? Вие споменувате само една, само дека нешто. Да, па ни реков дека е таа само еден од примерите, негативните примери, во тоа како функционира нашата дипломатска мрежа. Секако, во реорганизацијата спаѓа од Законот за надворешни работи, ревидирање на некои членови, кои што ја прават нефункционално, се до конкретни мерки за ефикасноста на секој наш дипломат испратен во странство.